Добро вечер, ова е дневникот на Канал Плюс. Пред се накратко да се потсетиме на главните настани на денот. Вечерва на 15 минути пред полнок. На северната хемисфера почнува пролетта. Денес сме сведоци на редок астрономски феномен, затемнување на сонцето. Денес се случува и пролетната рамнодневица. Прогласена епидемија на туларемија во Лозово и Каратманово. На истокот општините се подготвуваат за дератизација и дезинсекција. Штип се подготвува за славење на празникот посветен на 40-те севатосполски маченици. Уникатниот начин на славење го направи празникот Четрсе, прво нематеријално богатство на листата на УНЕСКО. Во Македонија и на северната хемисфера пролетта започнува пред полноќ. Денес бевме сведоци на редок астрономски феномен, затемнување на сонцето, а имаше и пролетна рамнодневница. За неполни 4 часа доаѓа пролетта. Во Македонија и на северната хемисфера пролетта почнува пред полнок, во 23 часот и 45 минути. Во исто време додека на северната хемисфера започнува пролетта, на јужната пак почнува есента. Од утре на земјината топка денот и ноќта ќе траат подеднакво, со приближно 12 часа. Првиот пролетен ден во Македонија ќе трае 12 часа и 5 минути, а ќе трае до 21 јуни, кога календарски започнува летото. Поголемиот дел од светот денеска можеа да го проследат црниот месечев диск, кој накратко го прикри сонцето. Астрономски феномен што беше видлив и во Македонија. Затемнувањето на сонцето во Европа беше делумно, а на некои места како Фарските и Свалските острови имаше целосно помрачување. Месечината целосно го прикри сонцето од северниот Атлантик до северниот пол во период од 2 минути и 45 секунди. Феноменот кога месечината се спушти над сонцето последен пат беше на 4 јануари 2011 година, а следното делумно затемнување што ќе може да се види кај нас се очекува на 21 јуни 2020 година. Амбасадорите на Србија и Босна и Херцеговина денес престојуваа во Штип. Имаа работна средба со градоначалникот Илчо Захариев, а потоа посетија дел од културно-историските знаменитости во градот, како уметничката галерија Безистен, заводот музеј, галеријата на икони во храмот Свети Никола и музеот во Ново село. Амбасадорите денес имаат средба и со бизнис заедницата од регионот. Во Штип денес престојуваа амбасадорите на Србија и Босна и Херцеговина, како и сопругите на амбасадорите на САД и Италија во нашата земја. Од страна на градоначалникот на Штип беа информирани за позначајните стопански и културни карактеристики на градот од аспект на продлабочување на веќе воспоставените односи и соработка, посебно во бизнис релациите. Мислам дека од овие средби што ги имаме овде можеме да научиме многу работи, да пратиме силни идеи и пораки каков е нашиот град и да дадеме импулс за соработка во сите сфери. Дали е тоа во образованието, културата, здравството, спортот, а пред се во економијата. Знаеме дека Соединетите Американски држави се големи инвеститори во нашиот град. Инвестира фабриката Johnson Controls, која ќе веќе вработува 1500 луѓе, ќе имаме некаде околу 1600 вработувања. Деновиве една позната италијанска компанија ќе склучи договор за изведба на фабрика некаде од 7 милиони евра во Тир зоната, значи каде ќе имаме над 200 вработувања, тоа ќе биде од електроиндустријата фабрика. Битно е дека со Република Србија и Босна и Херцеговина имаме навистина интензивна економска соработка, културна соработка. Организатор на денешната посета е невладината Добре дојде Македонија. Нашата мисија е да промовираме Македонија кај странците што живеат и престојуваат во Македонија, вклучувајќи ги и дипломатите и нивните семејства. И тука сме дојдени во општината Штип и благодарности до градоначалникот на Штип. Дојдени сме тука во промоција на Штип во едно културолошка гледна точка. Thank you, Mr. Mayor, for having us today and showing us this. Ја користам прилика да му се заблагодарам на градоначалникот за гостопримството кое што го приреди за нас. Се чувствуваме прекрасно, ние сме овде само еден месец и доправо ја запознаваме и истражуваме Македонија. Она што го слушнав и она што го видов сега што го споредувам, навистина покажува дека сте домакински народ и дека навистина има што да се види во Македонија. Many traditions and cultural aspects to learn. Амбасадорката на Србија во Македонија го искажа своето задоволство од солидарноста на македонскиот народ при неодамнешните поплави во оваа земја. Као представник Републике Србије, ја бих желела да искористим и ову прилику да се
Како представник на Република Србија сакам да искористам приликата да се заблагодарам на градоначалникот и на сите граѓани на општина Штип на несебичната помош која на српскиот народ многу му значише, помош во санирањето на катастрофалните последици во Србија. Велику помоć u saniranju posledica katastrofalnih poplava u Srbiji. При тоа на градоначалникот на Штип му беше врачено признание за солидарност со српскиот народ. Комшиите, соседите постојат заради тоа да си помагаат. Затоа мислам дека ваквите гестови се нормален чин и ние во наредниот период ќе се помагаме максимално. Ваквите несреќи треба да не изближуваат уште повеќе, да бидеме солидарни и да соработуваме едноставно. Граница нека бидат само формалност. Македонија и Босна и Херцеговина имаат многу заедничко, истакна амбасадорот од оваа земја. Босна и Херцеговина и Република Македонија имају пријателјске односе. Оно што е посебно важно. Босна и Херцеговина и Македонија имаат пријателски односи. Она што е посебно важно, сакам да истакнам дека се тоа две земји кои се слични по внатрешната структура. Етничка, религиска и секоја друга. И затоа ние се доста добро разбираме. Ние сме на сличен степен и на евроатлантски интеграции. Македонија има статус кандидат, а ние очекуваме да станеме до 2017 година. Статус кандидата ми очекуваме тоа да ćemo добити идуće 16. односно 17. године. Денешниот престој во Штип гостите го искористија да ги посетат безистенот галеријата на икони, новиот музеј во Новосело, како и неколку стопански капацитети. Во Кочани, градоначалникот Радко Димитровски, градоначалникот на романската општина Китила, Емилијано Преа, подпишаа меморандум за пријателство и соработка. Целта е да се создаде продуктивна и долгорочна соработка и пријателски односи помеѓу општините Кочани и Китила во повеќе области на дејствување. Во рамките на меѓународната соработка со градови од соседните земји кои се членки на Европската Унија, Општина Кочани денеска подпиша меморандум за пријателство и соработка со општина во Република Романија. Во локалната самоуправа градоначалникот Радко Димитровски се сретна со градоначалникот и стопанската делегација од романската општина Китила. На средбата Димитровски ги информираше гостите од Романија за потенцијалите на кочанското стопанство, искористувањето на природните ресурси, прецена геотермалната вода и странските вложувања во општината. Очекувам дека со ова писмо за намери, дека ќе имаме мощна добра соработка, дека искуството кое што го има општината Китила со европските фондови, со користењето на тие европски фондови и сето она искуство кое што го има ќе биде пренесено и кај нас во општината Кочани. Најмногу се задржавме на делот на економската соработка и размена на искуствата во тој дел. Стопанската делегација од општина Китила, Република Романија, предводена од градоначалникот Емилијано Преа, информираше за искуствата од искористувањето на европските фондови, како и можноста за економска соработка на овие два града. Се надевам дека заеднички ќе учествуваме во проекти на европските фондови, а исто така очекувам одлична соработка со општина Кочани, бидејќи навистина овде има прекрасни објекти и природни реткости. Ќе вложиме напори да се вклучиме и во искористувањето на геотермалните води кои ги има во Кочанската котлина. По подпишувањето на меморандумот за пријателство и соработка и збртемување со неколку европски градови, меѓу кои унгарскиот Циген Сент Миклош, хрватскиот град Крижевци, општина Кочани со денешното подпишување на меморандумот за пријателство и соработка ја проширува и соработката со романската општина Китила. Комисијата за заразни болести вчера прогласи епидемија на туларемија во Лозово и во Каратманово. Има 6 мина новозаболени, со што бројот на заразените во Македонија достигна до 19 лица. Најголем број од нив се од Лозово и од Каратманово, но има и нови случаи од Скопското село Арачиново и од Кумановското Опае. Во општина Пехчево наскоро ќе се врши и дезинсекција и дератизација како превентива против туларемија, болест од која пред 17 години заболеле 7 лица од селата Митрашинци и Будинарци. Старите добро кажале, подобро да се спречи, отколку да се лечи. Поради опасност од туларемија,
болест која денови демне во Македонија и од која пред 17 години заболеле 7 лица од селата Митрашинци и Будинарци, јави страв и кај земјоделците од Мрешевијата. Сепак соодветното министерство ќе ги преземе сите мерки кои се потребни за спречување на оваа болест, истакна директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство. Ние како агенција и со првата појава која беше пред неколку месеци излеговме со препорака нормално во оние делови каде што постојат глодари преносители на оваа болест, сите оние во делокругот на работењето на агенцијата дадовме насоки да се изврши чистење, дезинфекција на приборот за исхрана, бидејќи сепак преносителите се самите глодари, можат нормално доколку има во напуштени куќи викендици да бидат присутни истите и да може да се прошири таа болест. Во овој случај, соодветното министерство ќе си ги преземе сите работи за сузбивање на оваа болест. Болеста ја предизвикува бактерија која е отпорна во надворешната средина и долго се одржува во мршите на умрени животни, во сировите кожи, во почвата, во површинските води и прехранбените продукти, појаснуваат од агенцијата. Во врска со болеста туларемија, ние секоја година, независно што сега се има појавено, секоја година правиме набавка за дератизација и тоа го правиме на целата општина. Така да тоа си е наша законска обврска и секоја година во овој период, посебно во месец април, е наша обврска да извршиме и заштита од инсекти и од глодари. Покрај мерките во подрачјата каде има туларемија и центрите за јавно здравје ќе мора да спроведат хлорирање на водата, дератизација, како и следење на водата во индивидуалните објекти, велат епидемиолозите. Традиционално, општина Пробишти почетокот на пролетта го слави со манифестацијата Зилникот на баба. Со познатиот Лизновски зилник, пробиштипјани денес ги пречекуваа гостите од цела држава. Освен вкусна храна, оваа манифестација во Пробиштип е пропратена со богата културно-уметничка програма. Зилникот на баба има хуманитарен карактер. По четврти пат и оваа година, општина Пробиштип ја организираше манифестацијата Зелникот на баба. Ова е единствена ваква манифестација во Македонија и има посебна карактеристичност, значење и специфичност од каде што потекнува. Затоа што зелникот, оној лесновскиот, е надалеку прочуен, затоа сакавме малку да му дадеме некое внимание, да го одбележиме како препознатливо нешто, препознатлив специјалитет од овој крај и на тој начин и да си го одбележиме доаѓањето на пролетта. Манифестацијата одекна многу позитивно. Не само од општина Пробиштип, настанот го прифатија и од многу други градови. Годинава има околу 16 учесници кои што ги донесуваат своите специјалитети и ги продаваат, бидејќи манифестацијата е од хуманитарен карактер. И нашето мото на оваа манифестација е да се покаже малку добрина. За добрина не е потребно многу напор, потребно е срце полно со љубов, волја да се покаже тоа и желба да се помогне некому, затоа што нашето малку некому значи многу. Мастерот за зелникот е брашно, сол, на 1 килограм брашно потребно е малку сол, 1 филџан масло, квасец, половина квасец. Со тоа што се вештината тука треба да се покажува со сушењето на корите, печењето на шпоред домашен. И многу ни е убава организацијата, доаѓаме по трети пат и ќе доаѓаме додека можеме. На нашиот зелник специфичност е затоа што ние правиме без квасец, ложена баница, правиме посен зелник со кисела зелка и правиме сарамсакли со кисело млеко и со лук шепарени. Од Куманова многу убава. Иако јас морам да кажам, не се фалам, меѓутоа се критикувам. Јас не знам ниту да месам пити, ниту да знам погачи да правам. Меѓутоа сум добар оценувач. Која пита е многу убаво спремена и дадов комплименти, а бидејќи хуманитарна ова, и дадов многу прилог за добро спремените пити, но ме мотивира да нашите млади генерации бидат како овие сегашни што спремаат.
Сепак посетеноста беше голема. Мене ме радува еве од минатата година и оваа година во организирана форма доаѓаат од повеќе градови по неколку автобуси, по неколку комбиња, специјално да бидат гости на оваа манифестација. Оваа манифестација ќе остане традиција и што е најмногу битно, единствена во Република Македонија. Во Штип се одржа форум со работодавачите на тема со подобри политики до повеќе вработувања во бизнис секторот. Во организација на Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување на Македонија, во Штип се одржа инфосредба со младите за можностите за вработување и самовработување. Врз основа на оперативниот план за активна програма и мерки за вработување, усвоени од владата на Република Македонија, денес представници од Агенцијата за вработување одржаа средба со работодавачите. На оваа средба им беа представени сите активни мерки за вработување кои може да ги искористат. Во активните мерки за вработување во Штип најзаинтересирани се работодавачите во мерката каде што имаме ослободување една година од придонесите за здравствено осигурување и пензиско осигурување. Овде бројката се движи во минатата година. Зборувам 500 лица се вработија млади лица. Оваа мерка се однесува само за млади лица до 29 години. Општина Штип досега бележи изворена соработка со работодавачите. Според нашите истражувања, 51% од анкетираните работодавачи планираат да го зголемат бројот на вработени во следните 3 години. 29% не знаат, а само 20% не планираат да го зголемат бројот на вработените. Значи, општина Штип и понатаму им стои на располагање и активно ќе се залага за да помогне во зголемувањето на бројот на вработени. Формирањето на активните мерки за самовработување им донесуваат успех на оние кои ги користат. Голем дел од населението покажува заинтересираност за користење на активните мерки. Мојата фирма постои 2 години. Мерката ја искористив со самиот презентација на телевизиите само вработување, бидејќи бев невработена. Дознав за таа мерка, отидов во Заводот за вработување, ме известија и искористив мерката за само вработување, си ја отвори фирмата, постои 2 години и ги имам искористено и одредени други мерки. Имам вработено лице до 29 години. И планирам повторно да вработам и други лица, обука например ке познат работодавач, практиканти. Во моментот на ниво на општина Штип, работно способно население има 13.669, невработени 2836, од кои 1161 се жени, а 1675 се мажи. Кочанските средношколци денес излегоа на протест и јасно ги потврдија своите барања, не за математика во државната матура и мерување на екстерните испити. Како што најавија средношколците од гимназијата Лјупчо Сантов повторно протестираа и денеска по улиците во Кочани, одејќи од гимназијата во паркот и по улиците во центарот на градот, ново пат ги блокираа и раскрсниците, искажувајќи го нивниот револт. Нивните барања остануваат исти и ќе продолжат се додека не се прифатат. Денеска продолжуваме поригорозно со блокада на раскрсниците. Вака ќе биде зачестено, можеби сме во помал број, но тоа е можеби поради притисоците кои што се вршат. Ќе останеме и понатаму на улица се до исполнување на нашите барања. Вчера имаше масовен протест во Скопје, од кој што учениците средношколци кои што излегоа во огромен број, неколку илјадници, покажаа дека сме истрени во она што го бараме, не за математика, за државна матура и од основа, од корен промена на целиот модел на екстерното тестирање. Доколку тоа не се случи, нека се подразмислат малку одговорните. Еве ова ќе се случува по Качанските улици, блокада на раскрсници. Ќе одеме и поригорозно, доколку сме во поголем број, ќе бидат блокирани уште неколку раскрсници во градот. Од младинската организација од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов со став дека бројката на подржувачи на денешниот протест е многу помала, односно околу 40 средношколци, и е резултат на вршење политички притисоци, истакнува претседателот Иван Коцев. Бројот на ученици можеби споредбено со првиот и вториот протест денеска е помал,
А поради притисоците кои што се вршат врз нив, тоа не се притисоци од страна на директорот или на од стручните служби од училиштето, значи притисоците не доаѓаат од тамо, туку доаѓаат од друга страна притисоците, најверојатно политички, и затоа сме во помал број. Протестите продолжуваат, додадоа тие, без разлика на бројката на подржувачи. Ставот на средношколците се знае, да се укине математиката од полагање државна матура и промена на начинот на полагање на екстерно тестирање. Во рамки на празничната програма на Општина Штип за одбележување на празникот Свети 40 маченици кај Штипјани, познат како Четарсе, денес беа доделени награди за најуспешни ликовни дела на децата со посебни потреби. Ликовните креации се изложени во фоајето на Центарот за култура Аца Шопов. Општина Штип се подготвува за прославување на Денот на пролетта 22 март и по тој повод традиционално по трети пат беше распишан ликовен конкурс за деца со посебни потреби на тема Пролетта веќе дојде. Значи, изложбата се организира во чест на Денот на пролетта и Денот на екологијата. Трочлена жири комисија формирана од страна на градоначалникот на Општина Штип, примариус магистар Елчо Захариев, од пристигнатите 40 творби ги издвои најдобрите и истите беа наградени со парични средства. Беа поделени во две категории, и тоа првата категорија за ученици од основно образование и втората категорија за ученици од средно образование. Од основните беа наградени 3 ликовни творби, тоа за трето наградената 1000 денари, втора наградената 1500 денари и прво наградената 2000 денари. Истото беше и за во категоријата за средните училишта, прво, второ и трето место. Изложбата и доделувањето на наградите за најуспешните творби се одржа денес во фоајето на Домот на културата Аца Шопов Штип. Утре на терените на Фудбалската федерација на Македонија во 14 часот фудбалскиот клуб Брегалница ќе се сретне со клубот кој што игра најдобро фудбал, односно со фудбалскиот клуб Работнички. Тимот на Брегалница ќе го даде својот максимум за да постигне победа или да остане непоразен. Секој бод е добре дојден за сините. Приоритетна цел ни е да направиме да го поставиме клубот на цврсти и здрави нозе. Мислам дека постепено во овој период тоа го правиме. Тоа мислам дека не е само наше мислење, туку и на целокупната спортска јавност во градот, дека нашата заложба да го поставиме клубот на здрави и цврсти нозе во овој период се остварува. Управата на фудбалскиот клуб Брегалница ги повикува сите навивачи да присуствуваат на утрешниот надпревар, со што ќе ги бодрат играчите и ќе помогнат за издвојување победа. Пинг-понг клубот Винспин од Виница по година и пол од своето постоење ги донесе и првите медали. 23-тото државно првенство во пинг-понг во Куманово го заокружи со освојување на сребро и бронза. Трето место има освоено Васе Стоименовски и во конкуренција значи пионери двојки има освоено сребрен медал. Тоа се Андреј Иванов и Антонио Пецов. Значи се надеваме дека тоа нема да бидат последни успеси на клубот, дека имаме солидни успеси, значи имаме сала на користење која значи непрекинуто можеме да ја користиме 24 часа. Благодарение дадена од општина Виница. За младите пинг-понгари првите успеси се повеќе од мотивирачки. Овој спорт ми стана интересен така. Мојата цел е да станам најдобар во Македонија. Во клубот моментално има 10 активни членови пионери кои секојдневно ја совладуваат вештината на магијата на пинг-понгарското топче. И следниот предизвик за кој се подготвуваат е младинското првенство во Штип. Клубот, кој засега ја има поддршката од неколку приватни фирми во комплетирање на опремата и условите за тренинг, е отворен и за нови членови кои имаат амбиции да се докажуваат во овој спорт. Заврши дневникот на Канал Плюс. Ви посакуваме пријатна петочна вечер со нашата програма, а во продолжение видете какво време не очекува викендов.